Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во уште една од Криени тајни. И денеска повторно остануваме на темата гениалци и 24 карактеристики кои што гениалците ги поседуваат. Ова е тема која што е навистина интересна, тема која што е навистина опширна и токму поради тоа одлучивме и во денешната емисија секако да зборуваме на истата. Но не само што ние ќе разговараме на оваа тема, туку во рамки на денешната Откриени тајни ќе имаме и специјални гости кои што ќе направат оваа емисија да биде навистина гениална. Секако дека гениалците имаат 24 карактеристики, ние зборувавме за сите нив. Но во текот на денешната емисија, во вториот дел од Откриени тајни, ќе бидат гости наши познати гениалци, за кои што и не е потребно да дадеме некоја посебна најава, затоа што нивниот лик и нивното дело зборува за нивната гениалност и за она што тоа тие го имаат направено во рамки на нашата држава. Останете во добро расположение со програмата на телевизија 24 секако со Откриени тајни, затоа што во продолжение следуваат навистина интересни разговори. Тука секако продолжуваме да разговараме на 24 карактеристики кои што ги поседуваат гениалците. Историјата на човештвото е одбележале голем број на гениални умови. Секаде низ светот тие се истакнуваат со своите карактеристики на гениалци, но не само во светот, туку и кај нас во Македонија има навистина голем број на гениални умови кои што можат со сигурност да го носат епитетот гениалци. Денеска во нашата емисија ќе имаме и специјални гости кои што ќе зборуваат на оваа тема, но време е секако да го започнеме најпрви на разговорот со доктор Жарко Костич, со кого секако зборуваме и понатаму на тема гениалци. Жарко, добар ден и добре дојдовте во уште една Откриени тајни посветена на гениалците. Добар ден, Сања, добар ден до нашите гледачи. Тука сме секако да продолжиме да разговараме на оваа тема која што е навистина доста интересна и секогаш има што повеќе да се каже за овие 24 карактеристики на гениалците. Точно така, кога почнавме со овој серијал, целта ни беше да ја промовираме гениалноста кај секој еден од нас. И она што сакавме да го направиме, тоа е да ги презентираме откритијата на доктор Алфред Бариос. Тој е еден психолог кој што работи на еден познат факултет во Соединетите држави, кој што открил дека сите гениалци имаат 24 заеднички карактеристики, но дека се тоа карактеристики на кои што секој од нас може да работи и да ги надогради. Така да целта на нашата емисија, пак ќе кажам дека сакаме да ја промовираме таа гениалност кај секој човек и да потенцираме дека секој од нас го има потенцијалот да стане уште поголем гениалец од тоа што е. Поради тоа што доколку работиме на неколку од овие карактеристики само, а ги сопоставуваме останатите, тогаш можеме да станеме свесни за кои се тие карактеристики, на кој од нив треба повеќе да работиме за поголема гениалност од нас да излезе, така да кажем. Алфред Бариос секако дека зборувал и ги открил, односно ни ги презентирал овие 24 карактеристики на гениалците, но многу пред него секако дека Алберт Ајнштајн, еден од гениалните умови во историјата на човештвото, без можеби и да знае дека еден ден Алфред Бариос ќе пишува за овие карактеристики, дал своји цитати и изјави за карактеристиките на гениалците. Точно така. Бев љубопитен јас да видам еден од најпознатите гениалци. Мене, например, кога ми доаѓа поимот гениалец, го поврзувам со некои личности, иако тоа не е навистина точно, пак ќе кажам затоа што секој еден од нас е гениалец, но прво нешто кое што веројатно на многумина од нас ни доаѓа во умот е Алберт Ајнштајн. И открив дека Алберт Ајнштајн за секој од овие 24 карактеристики на гениалците има дадено преубав цитат за тоа. Така да во оваа емисија ќе се дружиме со гениалците, ќе почнеме со Алберт Ајнштајн. Сигурно дека Алберт Ајнштајн имал голем порив кога работел, кога творел и кога создавал се што нам денеска ни го олеснува животот. Не само што постоел порив, тој кажал зашто е тоа карактеристика на еден гениалец, а поривот е една од карактеристиките во оваа емисија и ќе направиме мало обраќање повторно на некои од овие карактеристики. Поривот да се работи напорно и долго на некоја цел, на некој проект е една од карактеристиките на гениалците за која што и говоревме. И за ова ја би сакал да додадам, не знам ни дали го спомнав во минатата една од мените емисии кога ја нашнавме оваа тема за порив, а тоа е дека тој порив е наша животна сила. Гледате, животниот потенцијал, животната сила се наоѓа во нас. Ние сме животот и тој порив е фактички одраз на нашата живост. И
Она што сум го гледал кај гениалците дека секогаш целосно се даваат себе си на некаква цел и на некаков проект. И тоа е убавината. Например, ако видите некој спортист, тој ја заврши утакмицата со целосна посветеност во самата игра. Зошто би морале да се воздржиме во некој проект или во некоја цел? Гледате, ние не можеме вистински да се измориме поради тоа што ние ја креираме нашата енергија. Нашата енергија потекнува од посветеноста на целите. Колку повеќе имаме цели, кон каде стремиме, кон каде одиме, гледате, тоа ни го разгорува животот во нас, ни ја дава животната сила и животната енергија. Кај нас во народот некојаш има обичај да се говори некои поговорки со кои што секако многу од нив се сложувам, но има некои кои што би сакал да ги анализирам или ајде да кажам да ги протолкувам на еден начин на кој што повеќе ќе разбереме во врска со оваа карактеристика. Често пати се вели учи за да не работиш. Гледате, работата е нешто кое што е толку убаво, кое што толку не исполнува. Подобро веројатно би било да се каже учи за да можеш повеќе да работиш на тоа што го сакаш и да работиш на работата која што ти ја сакаш. Имаме една друга поговорка која што вели џабе работи, џабе не седи, и таа мислам дека е уште посоодветна. Поради тоа што работата, работливоста ни дава гордост, не прави продуктивни. Кога сме продуктивни се јавува елан кај нас. Гледате, ако работиме на нешто кое што го сакаме, ако сме посветени на нешто кое што го сакаме, ние тешко да се замориме. И тој замор од таа работа на крај не е убав, не исполнува, не прави да се чувствуваме вредно. Горди сме дека денот не сме го потрошиле, туку сме го потрошили или сме го искористиле на нешто во кое што веруваме, на нешто да дадеме допринос. И знаете, често пати луѓето ќе ни кажат, абе, одмори малку, прекини, не работи толку многу. Па ќе кажам, ние не можеме вистински да се измориме ако го работиме тоа што го сакаме. Се мориме или ако не работиме, поради тоа што стануваме апатични, безживотни, досадно ни, тоа е ментален замор. Или ако работиме на некоја работа која што вистински не веруваме во тоа и не сакаме да работи. Мислам дека работата е толку битна за успехот наш, за нашите високи емоции, за нашата горделивост. Едноставно, ние кога работиме, знаеме дека допринесуваме за општеството, разменуваме со околината и се чувствуваме вредни, горди, достоинствени. Гледате, тоа е нешто на кое што мораме секој ден од нас да работиме. И не да се спречуваме во тој порив. Затоа што воколку мислиме дека премногу се даваме. Сега некојаш владе некое мнение дека не треба толку многу да се вложуваме во нештото. Ке се разочараме од некоја работа. Можеби нешто не испаднало како што треба или можеби не сме го добиле за возврат тоа што сме го очекувале. И во тој момент можеме да однесеме одлука дека не треба веќе толку да се вложувам во тоа или не треба толку да давам од себе во тоа. Убавината не добива од тоа што ние доаѓа од тоа што зимаме. Таа добива од тоа што даваме. Убавината доаѓа од тоа што го даваме. Ние за околината. И колку повеќе се вложуваме, колку повеќе се даваме за околината, проектот, работата, целите, толку посрекни сме. Некојаш ќе донесеме одлука дека не треба да се вложуваме толку многу. И гледате, таа одлука не спречува да го искористиме целиот потенцијал. Таа одлука ни е браната која што ја спречува нашата енергија да изблика надвор од нас и колку повеќе енергија и акција извира од нас, колку повеќе сме посветени на нештото, толку сме посрекни. И толку повеќе светот изгледа светол и убав, поради тоа што светлината на денот, на животот, на светот, баш потекнува од истекот на енергијата која што потекнува од нас. Што е она што Алберт Ајнштајн кажал за поривот? Да, цитатот е кој што го открив, кој што го има напишано Ајнштајн поврзано со оваа тема е дека само човек кој што целосно се посветува на некоја цел или проект, со целата негова сила или дух, може да стане стручњак. И поради тоа, стручноста бара целосно посветување. Храброста е една од карактеристиките која што ги одбележува гениалците и која што ги прави луѓето да бидат гениалци и да се разликуваат можеби од останатите. Точно така. Ајнштајн што има кажано во врска со храброста е дека храброста е да се спротивставиме на стравот. Храброст е да го совладаме стравот. Храброста не е отсуство на страв. Значи, кога ќе видите дека имаме храброст, значи дека имаме некоја шанса за неуспех. Секојаш во животот може да не успееме, може нешто да не постигнеме. И тука, јас мислам дека е вистинската гениалност кај овие луѓе кои што се храбри,
поради тоа што за да бидеме, за да живееме, подразбира да можеме да поднесеме и да соочиме и победа и пораз. Гледате, никогаш во животот нема да бидеме храбри во колку само сакаме да победиме и се плашиме од пораз. Во колку само сакаме да чувствуваме позитивни емоции, а не сакаме да чувствуваме негативни емоции. Животот се состои од се. И кога живееме, и луѓето кои што се храбри, кои што постојат, кои што се волни да бидат, се луѓе кои што се волни да соочат и убави работи и неубави работи, и победи и порази, и љубов, но и моменти кога некој нема да не сака. Сите емоции треба да бидеме волни да ги поднесеме и да ги толерираме. Зашто честопати убавите емоции, за да дојдеме до нив, прво мора да поминеме низ некои негативни емоции. Некојаш треба да поминеме низ некои препреки кои што предизвикуваат кај нас негативни чувства, негативни емоции, стравови, тага, што и да е. Гледате, ова е универзум кој што се состои од две нешта секогаш. Имаме добро, имаме лошо. Имаме плюс, имаме минус. Имаме темница, имаме светлост. Овој универзум секогаш има две нешта. И ако ние се фиксираме само на едното нешто, без притоа да сме волни да го толерираме и негативното, тогаш на некој начин не сакајќи да го соочиме негативното, или тука е да ги подразбереме стравот, тагата, неубавите чувства, негативните емоции, ако само бегаме од нив да не ги искусиме, тогаш навистина никогаш не можеме да бидеме дел од животот. Затоа што животот подразбира и да искусиме некогаш негативност, негативни емоции, критика, страв, закана, што и да е. И ако се плашиме тоа да го поднесеме, да го восприемиме, тогаш тоа станува наш господар. Поради тоа што во животот секогаш од работите од кои што бегаме, подсвесно почнува да не контролираат. И поради тоа, за да бидеме во животот, за да постоиме, за да сме господари во живењето, не треба да бегаме и да не го соочуваме негативното. Туку мора да сме волни да соочиме се. И доброто, и лошото. Ако некогаш само сакаме да бидеме сакани, гледате, ќе правиме компромиси со тоа што сме ние. Ние треба да си го зачуваме нашиот интегритет, тоа во кое што ние веруваме. Тоа не значи дека ќе им се допадне на сите. Но во колку сакаме да им се бендисаме и допаднеме на сите, тогаш почнуваме да идеме со некои емоции како што се одоброволување, едноставно не сме ние. Тогаш скршнуваме од нашиот интегритет, од нашиот пат. Видите, мораме да бидеме волни да толерираме и добро и лошо. Па, секако дека има порази во животот. Но тоа е тоа кое што ја дава и убавината. Неочекуваните работи во животот исто така се интересни. Не можеме да тргнеме на патот во животот само кога е сигурно и безбедно. Мораме да сме волни, едноставно се впуштиме во живењето и едноставно да се соочуваме со работите кои што ќе ни дојдат, без разлика дали се добри и лоши. И пак ќе кажам, на патот кон успехот, на патот кон целта, надминувањето на препреките е тоа што е интересно. А тука имаме и позитивни и негативни емоции. Мораме да ги соочиме и двете. И тоа е на некој начин како кога ќе рипнеме да пливаме во некој базен кој што сакаме да го препливаме. Гледате, додека пливаме до пола од базенот, тука се ова стравот, несигурноста, негативните мисли, ќе успеам, нема да успеам. Но ако се вратиме, никогаш нема да бидеме горди со сами себе. Но што се случува кога продолжуваме да пливаме? Кога продолжуваме да идеме по нашата цел? Како ќе пребливаме половината од базенот? Обично овие негативни емоции почнува да се намалуваат. Доаѓаме до другата страна на базенот, доаѓаме до целта и тогаш сме горди на тоа што сме го постигнале, поради тоа што не сме отстапили од стравот. И тука е големината на цитатот на Ајнштајн, а тоа е дека храброста не е отсуство на страв. Секој еден од нас чувствува страв. И тоа е некојаш добар показател, ти кажува кај треба да тргнеш, поради тоа што баш таму можеби е тоа кое што треба да го соочиш за од другата страна на стравот, да искусиш позитивната емоција, задоволството од сам себе. Гениалците знаат што сакаат и тргнуваат тоа да го постигнат. Сигурно дека и овој гениалец за кој што секако и денес зборуваме и сите гениалци кои што ја одбележале историјата и кои што останале запаметени како такви, биле посветени на целите и имале цели, знаеле што сакаат и тргнале тоа да го постигнат. Точно така, има еден преубав цитат за цели зборуваме постојано во нашите емисии. Гледайте, во колку животот нема цел сам по себе. На животот мора да му дадете цел. И самиот Ајнштајн тој го вели дека
Ако сакаме да имаме среќен живот, мораме животот да го поврземе со некоја цел, а не со луѓе или со нешто. Гледате, целта е духовно нешто. Целта е нешто кое што нас ме води. Кога почнуваме или да ги постигнуваме сите цели. Гледате, човек кој што ги има постигнато сите цели вообичаено не е среќен човек. Поради тоа што му требаат нови цели. Патот до постигнување на целта е тоа што ни дава убавина. Гледате, кога ќе ја завршиме целта и кога е постигната, имаме уживање кратко време, но тоа не трае долго. И човекот кој што ги има постигнато сите цели не е среќен. Човек кој што нема цел не е среќен. Но целта е нешто кое што не води, кое што ни дава патоказ, кое што ни дава насока во животот. Ако немаме цел, дента е изгубена. Гледате, животот е изгубен. Животот сам по себе нема цел. Мора да му зададеме цел. И пак ќе кажам што кажал Ајнштајн, дека ако сакаме да имаме среќен живот, мораме да го поврземе со цел, а не со работа или со луѓе. Мораме да имаме цел. Поради тоа што целта е таа која што ни е интимно поврзана со нас и секој еден од нас има своја животна цел. Како да ја најде животната цел интересен начин? Треба да видиме зашто сме талентирани, што вродено во нас го поседуваме како карактер и како тоа соодветствува со целта која што ја сакаме. Ни ги кажувате цитатите кои што ги кажал Алберт Ајнштајн поврзано со овие карактеристики на гениалците. Јас морам да забележам дека секогаш кога ќе се спомене името на Ајнштајн, кај мене се јавува поимот знаење. Го поврзувам овој лик од историјата и овој гениалец со знаењето. Некако добивам слика дека тој постојано учел, постојано акумулирал знаење и токму поради тоа успеал во својот живот. Точно, тука имаше неколку цитати кои што можам да ги соберам од Ајнштајн. Еден, иако и за другиве работи има по повеќе од еден цитат, но зборевме за знаење, рековме дека првата нешто кое што треба да го направиме за да дојде вистинско знаење до нас, да ја надминеме идејата дека знаеме се. Видите, кога имате човек спротив нас кој што мисли дека се знае, многу тешко се разбереме со таков човек. Затоа што, гледате, мораме да бидеме скромни, мораме да бидеме едноставно кога сме скромни, сме волни да примеме знаење. Видите, и обично скромните луѓе имаат огромно знаење, баш поради тоа што не мислат дека знаат се. Господинот Ајнштајн има кажано еден многу интересен цитат поврзано со оваа тема, а тоа е дека колку е поголемо знаењето е помало егото или суетата, и колку е помало знаењето, толку егото или суетата е поголемо. И ајде тука да ги дефинираме егото и суетата е дека човекот дава преголема важност на себе. Или ние зборевме за ова. Луѓето кои што многу знаат, кои што се сигурни во себе, обично и се скромни, не мора да го докажуваат својот идентитет и својата важност и така натаму. Но од друга страна што сакам да го кажам во врска со темата знаење, што кажал Ајнштајн, пак ќе кажам еден цитат или уште два ќе кажам, кои што се нова тема, поради тоа што знаењето е тема која што и ќе изобилува во оваа емисија. А тоа е дека едукацијата, вистинската едукација, она која што останува во нас од кога ќе го заборавиме она што сме учеле на училиште. Видите, често пати и самиот тој кажува дека едукацијата не е трпање на факти. Видите, не значи дека колку имаме многу факти ние знаеме. Целата идеја во знаењето е како да ги спроведеме фактите, како да го искористиме тоа знаење во нашиот живот. Како да го примениме знаењето. Ние можеме да имаме огромен број на факти во нашиот ум, но може да се небитни факти. Може да не знаеме како тие факти се поврзани со некој друг факт. Гледате, вистински за да знаеме, мора да сме волни стварно да разбереме и да навлеземе во суштината на работите. Гледате, да не останеме на површно знаење. Но воколку се задлабочиме во знаењето и воколку сакаме да разбереме, воколку сме љубопитни како оваа работа е поврзана со оваа работа, поврзана со ова, гледате, навлегуваме во суштината на нештата. И кога вистински ќе разбереме, знаењето станува едноставно. Видите, вистинското знаење е едноставност. Колку повеќе знаеме, толку сме поедноставни. И самиот тој кажува, воколку не знаеме да го представиме нештото едноставно, пак ќе го цитирам Ајнштајн, тогаш не знаеме доволно. Видите, кога знаеме се, тогаш нештата стануваат едноставни. Вистината, и самиот тој ќе надоврзам уште еден цитат, е дека вели дека не е интелигентно кога ги правиме работите комплексни или посложени. Туку гениалноста и храброста е како да ги направиме работите поедноставни. Затоа што на крај кога размислиме, ќе видиме дека само едноставното знаење е тоа кое што ние можеме да го искористиме. Често пати имаме комплексности, но тоа не води кон вистината. Видите, вистината е едноставна. И поради тоа моје лично убедување дека луѓето кои што знаат се едноставни.
И заради тоа, знаењето има огромна духовна вредност за еден човек. Но првото нешто кое што треба да го надминеме е дека идејата дека стварно можеби не знаеме се. И кога човекот е љубопитен и сака да прими знаење, таа скромност му отвара голем потенцијал да разбере толку многу убав материјал, да го поврзе ако сака, затоа што тоа поврзување на како работите меѓусебно се испреплетени, поврзани и кога ќе го сватиме како нештата функционираат, на крај се сведува на едноставност која што ние ја знаеме, тоа знаење ни дава сигурност, поради тоа што тоа знаење можеме да го преточиме во акција и со тоа знаење да направиме конкретни чекори во нашето постоење. Го започнуваме вториот дел од денешната откриени тајни. Секако дека зборуваме за генијалците и 24 карактеристики кои што тие ги поседуваат. Како што веќе и ви најавив на самиот почеток од денешната емисија, во денешната откриени тајни имаме специјални гости кои што ќе зборуваат за нивната генијалност и за нивните карактеристики кои што тие ги поседуваат. Зборувавме за 24 карактеристики на генијалците, а кои ќе бидат оние кои што ќе ги одберат нашите гости, секако од овие 24, останува во продолжение да погледнеме од разговорот. Жарко, секако дека денес во денешната откриени тајни имаме и специјални гости кои што ќе ни зборуваат за нивните карактеристики и карактеристиките кои што ги поседуваат генијалците. Точно рековме дека во оваа емисија ќе се дружиме со генијалци. Исто и моје убедување дека во нашата земја има огромен број на генијалци. Пак ќе кажам, сите ние сме генијалци, пријатели кои што едноставно сакавме да ги вклопиме во нашата емисија, луѓе кои што сакаат да го дадат својот допринос од нивно лично искуство, токму да ја поддржат нашата цел, а тоа е да ја поттикнеме генијалноста на секој еден од нас и поради тоа им благодарам. Се што човекот прави во својот живот зависи во најголем дел од знаењето кое го има за самиот себе. Еден човек сонува или тежнее докаде верува дека неговите способности му дозволуваат. Меѓутоа, она што за многумина е непознато е дека способностите на човекот, на човечкото суштество, одат многу понатаму од она што можеме да замислиме. Ние сме битија безлимитни, магични, креатори на нашата реалност. Кога еден човек го има знаењето за сето ова, стравот исчезнува и се буди во неговата внатрешност една длабока, неунишлива самодоверба. Тогаш да се биде успешен во сите области на животот е нешто неизбежно. Една од веројатно и најважните карактеристики за мене е знаењето. Знаењето во една поширока и холистичка смисла е камен темелник на моето постоење. Кога говорам знаење, се однесува пред се на основното знаење за самиот себе. Да знам кој сум, што сум. Не е каде сум се родил или каква е мојата личност, туку кој или што сум во суштина, како живо суштество во овој универзум. Да осознавам кои се моите таленти и вродени способности. Познавањето на извонредната моќ на мојот ум, како мислите и емоциите влијат на моето тело, на моето здравје и на конструкцијата на мојата реалност. Знаењето во врска со функционирањето на мозокот, на подсвеста, да ја разберам холографската структура на универзумот, енергетската природа на реалноста и што е свесноста. Меѓутоа, знаењето само по себе не е доволно. Има вредност само кога се употребува во практика. Мора да се постави во движење на една детерминирана насока. Затоа имаме потреба од одредена цел, една јасно дефинирана мисија, една причина поради која си спремен дури и да умреш. Ова се други две карактеристики кои ми помогна. Апсолутна посветеност на еден јасно дефиниран сон. Апсолутна посветеност значи да се ориентираат сите напори и енергии во правец на она што сакаме да го постигнеме или оствариме.
Најнапред сакам да ви се заблагодарам што ме поканивте во емисијава. Ја следам и сметам дека е многу добра, едукативна емисија и дека луѓето ќе имаат голема придобивка од тоа да ја следат емисијата и да се осознаваат повеќе себе си. Она што можам да го кажам е дека 24 карактеристики на гениалците, кога ги прочитав, навистина ме фасцинира и сватив дека можеби секој од нас, од обичниве луѓе, поседуваме дел од тие карактеристики. Јас сум уметник и цел живот се бавам со тоа и можам да кажам дека првите 4 карактеристики ми беа вака најблиску до она што го правам и што го работам и што знам дека мораш да си го поставиш и да го изреализираш за да можеш да имаш некаков успех. Значи, поривот секако е нешто што мораш да го имаш за да можеш да направиш нешто. Ако немаш порив, не можеш да постигнеш, мислам да направиш 3 чекори напред. Тоа е природно кај секого, особено кај нас уметниците. Значи, мораш да имаш порив да станеш нешто, да постигнеш некаква цел, да поставиш цел пред се, за да постигнеш цел и на крај да бидеш среќен. Нели тоа би го споила со нас со постигнување на цели. Мораш да ги надминеш дадените бариери. Секогаш ние во работата имаме одредени бариери кои што ни изгледаат чудни, кои што ни изгледаат можеби ненадмидливи во моментите во кои што се наоѓаме во состојбата, меѓутоа поривот, тука можам да ја вклучам и храброста, е таа која што ни помагаат да стигнеме до дадената цел. Пример, јас ќе ви кажам кога работам една представа кореографија, првенствено што се јавува кај мене е поривот да постигнам нешто. Нели, за да стигнам до тоа. Кога го имам тој порив кај себе, нели, ја поставувам одредената цел. За да стигнам до таа цел, ми треба знаење и храброст. Значи, сето тоа е некако врзано едно со друго. И знаете, секако луѓето мора да имаат храброст. Јас од себе си, вака, како да ви кажам, можам да си ги согледам работите, затоа што сите ние на моменти имаме одредени стравови. Дали ќе биде добро, дали другите ќе им се допаѓа, дали нема да им се допаѓа и така натаму. Меѓутоа, никогаш нема да ја стигнеме посакуваната цел ако размислуваме на такви работи. Значи, мора да ја земеме дадената храброст, мислам да ја земеме. Мора самодовербата да си ја дигнеме на некаков начин, за да можеме да ја постигнеме целта. Значи, мора тие се некои надминливи препреки, бариери кои што мора да собереме храброст и да ги надминеме. А знаењето е тоа кое што ни е подкрепа на се. Значи, ако не знаеш, ако секојдневно не се едуцираш, мислам, дали во дадената специфика која ти е на работа или во било кој друг контекст, мислам, може човек да е, како да кажам, не мора да се бави со уметност или со спорт или со некоја одредена специфична работа, мора секојдневно да се надополнува со некакво знаење. Значи, знаењето е тоа што е најголемата, како да кажам, најголемото оружје на човекот. Што повеќе знаеш, тоа повеќе можеш и да ги надминуваш бариерите и да си стигнеш до целите, а со само до тоа секогаш ќе имаш порив кон нешто поубаво и поголемо. И секогаш е тоа, да кажам, пошто се како карактеристики на гениалци, јас пред да ги прочитам овие 24 карактеристики сум мислела дека гениалци се оние гениални умови што ни оставиле многу од типот на научници и така натаму. Меѓутоа сега разбирам дека сите ние имаме дел од тие карактеристики и секогаш е тоа на некое ниво, на различити нивоа го имаме. Еден ден имаме порив за едно, постигнуваме една цел, се стекнуваме со храброст и со знаење за едно. Наредниот ден, наредниот момент, наредното време, тоа сето би требало да иде на листвица погоре и така натаму, за да можеме се надградуваме, нели, и како личности, и како професионалци, и како добри луѓе. За да се достигне некаква си гениалност, нели, во било која работа што работите, сигурно има повеќе карактеристики кои или сами ги следите, или сами ви се залепуваат, едноставно ви се лепат за вас, затоа што
без постигнување на тие висини во одредени карактеристики, не ни можете веројатно да дојдете до одредени висини во тоа што го работите. Дали е тоа спорт по освојување на медали, дали е тоа наука па да ќе измислиш некоја теорија или нешто ќе пронајдеш. Така да мислам дека поривот е конкретно за мене. Јас сум имал тој порив уште од малечок да покажувам љубов кон фудбалот, да сонувам како дете дека еден ден ќе станам добар играч. Прво на фудбалски клуб Вардар, затоа што Вардар беше, како да ви кажам, нешто највисоко на македонското небо во тој период. Веројатно и се уште, али во тој период баш беше, значи, да играш во Вардар, тоа беше сон на секој играч млад. Така да тоа ми беше поривот како дете и уклучувајќи се понатака во работата во тие младинско-пионерски школи на фудбалски клуб Вардар. Оттамо се моите почетоци, пошто сум во Скопје роден и оттамо почнав. Значи, тој порив бил све појак и појак кај мене да едноставно успеа. Сега, за да се успее во сето тоа, секако дека тука заедно со поривот и работата, сериозната работа, доваѓа и одредена храброст која мора да ја поседуваш. Храброст не во смисла да си храбар како Ахил или не знам, или како Супермен и така натака, нали? Мораш да имаш храброст и во одредени ситуации да има одреден ризик во што го работиш, за да успееш некогаш во тоа што го направиш да го фаворизираш и така натака. Така да мислам дека храброста е составен дел од секоја работа, посебно во спортот. Спортот, посебно тие машки спортови сепак се рачунаат фудбалот, ракометот, кошарката, кој што има малци физичка сила и така натака. Ако не си храбар, објективно и тешко можеш да достигнеш некои високи цели. Секако дека ја поседував таа храброст како спортист и сигурно дека тоа ми помогна уште повеќе да се надградам и да успеам во тоа што го работам. Значи, мислам дека во секоја работа посветеноста е изузетно важна. Еве, ќе дадам еден пример, Сања, со вашата работа, со тебе или со било која девојка која работи на телевизија, нели она свесна дека мора да се одржува добро, да изгледа добро кога искаше на телевизија, не само слушање, треба и визуелно луѓето да гледат. И тоа е, да кажеме, таа посветеност што вие работите во вашата работа, или некоја пејачка, нели, кој ќе каже тоа не пее само добро, него добро изгледа. И она мора да има своја посветеност во нешто што го работи. Така и во нашата работа посветеноста беше да бидеш прецизен, секојдневен на тренинг, да издржуваш на тие напорни тренинзи, да сватиш дека спортот како спорт бара многу патување, многу работи, одрекнување и така натака. Така да ако не си спремен таа посветеност да ја вложиш во својата работа, мислам дека има многу, не знам, научници или спортисти кои работеле цел живот, ама не достигнале некоја, нели, висина за да се збори за него. Така да мислам дека висината достигнуваат оние што стварно се спремни да се одречат од многу работи и да се посветат максимално на својата работа. Сега, кога ќе бидете посветени на сето тоа што сакате да го работите, секако дека тука клучна улога игра не само да кажеме честата работа која ќе работите и правите, него и знаењето. Значи, за да работите нешто во некоја област, мора да имате и знаење, апсолутно. Дали е тоа фудбал, да знаеш да играш со нога, да мислиш, да знаеш со глава да играш, значи фудбалот е состојан од поише така елементи, или пак кошарката, така што мораш да бидеш добар виртуоз со рацен или да додаваш и така. Значи, знаењето е апсолутно... Денеска има една изјава која често ја спомињаат, викаат, за да бидеш врвен играч, 90% е работа, 10% талент. Ја апсолутно не се сложувам со тоа. Да, за да бидеш нормален играч, веројатно треба да 90% да имаш работа, 10%. За да бидеш врвен играч, апсолутно мораш да бидеш со најмалку 50% талент, а она друго да го надополниш со работа. Затоа што врвените играчи едноставно од гените, од природата, да не кажеме од Господ, меѓутоа и нели така се вика тој, така и се изразуваме многу пати. Значи, врвен играч и гениалец мора да има огромен талент за откако ќе го надополни со својата работа, да може и да постигне врвени резултати, така да ја лично мислам дека и знаењето исто е една карактеристика и еден од клучните елементи за станување на гениалец во она што го работи.
драги мои деца, што ме поканивте да бидам дел од оваа ваша емисија. Иако да бидам искрен, јас и на колегата Костич што му го кажав, гениалци малце ми е превасходна степен, викат русите, нели? Значи, ја би рекол, луѓе кои се матурирани, созреани, луѓе кои имаат во себе еден огромен резервоар на знаења, луѓе кои што во себе аквирирале, стекнале, инкорпорирале, всадиле многу норми, ќе кажам после, нели, социјални, морални, етички, духовни и така натаму, и дошле до едно, да не кажам совршенство, и тоа до една матурација, до една зрелост, која ги краси во целиот живот. Дали сум успел, треба другите да кажат, не сакам ја да кажам, нели? Меѓутоа, одбравме некако да зборам во ова вашата тема која е идеална, која е многу потребна за мојот народ, затоа што ово го сметам као една врста на, да не кажам, здравствено просветување, медицинско просветување, ама сепак како дел од тоа да му инкорпорираме, да му всадиме на нашиот народ норми како и на кој начин треба да се однесува. Еден краток увод ќе дадам кои се планетарните проблеми на сите на жители на мајката Земја, планета. Значи, еден мој голем професор Анри Јеј се викаше во Париз, на едно феноменално предавање, кое само да кажам дека имаше 1200 души во аудиториум, студенти, збореше за трите кардинални проблеми на мајката Земја, планета. Првиот проблем е екологијата на средината, за која не сакам да зборам, се е зборено многу, али можам. Загадување на воздух, загадување на почва, загадување на вода. Огромни проблеми. Вториот проблем, он го подели, го нарече екологија на исхраната, на начинот како се ние храниме. И она зашто су повикан тука, зашто дојде тоа е третиот дел од кој го мојот професор нарече екологија на духот. Тоа е еден од најголемите проблеми на сите жители на мајката Земја, планета. Тоа се интерперсоналните односи. Тоа е начинот како јас и вие комуницираме, како ние разговараме, како се ние почитуваме, колку се ние почитуваме, колку знаеме да се истолерираме, да бидеме флексибилни и да на некој начин се научиме да разговараме. Имам длабок впечаток дека мојот народ не знае да разговара. Затоа што нас не водат психоемотивните напливи кои доминираат. На таа тема е поривот, првиот порив, за кој сакам да ви зборам, тоа е посветеноста на една одредена материја. Што значи тоа? Значи, за да еден човек се посвети на една одредена материја, треба да има знаење. За да има знаење, он треба да мине низ неколку етапи. Првата етапа е Божја, природна. Тоа е психофизичката обдареност. Што мене, мајката природа, ми дала на генетски план, за да можам ја да абсорбирам знаење. Вториот дел е воспитанието, фамилијата, каде сум се родил, каде сум воспитуван. Третиот дел е оној што е најважниот, едукацијата, резервоарот на знаење. И четвртиот дел, веќе го реков, тоа е инкорпорацијата на сите морални, социјални, етички и духовни норми. Многу важно за македонскиот народ, затоа што духовноста, религиозноста практички му ги дал етичките норми. Немаме ние школи у кои се тоа предавало и се пренесувало. Сега, на таква подлога, зрелоста или матурираноста на една личност, права, здрава, како што треба и нездрава, го носи главниот мотив во неговиот психопрофил кој се вика мотивација. Односно, порив да јас се посветам на една одредена проблематика. Јас бев 32-3 години, кога професорот мој во Белгија, Жан Тидека, ме седнува и ми вели вака: Методи, ти си еден човек кој седи го интересира, но ништо нема да направиш во животот. Професоре, како така? Слушайте ми добро. Јас сум човек со големо искуство.
Ако сакаш да постигнеш нешто во животот, треба да се посветиш на една одредена материја и да таа одработиш со сите нејзини познавања што постоат, за да додеш на корифеот, на врвот горе, ти корифеот е во стариот грчки јазик врв над врвоите и да можеш да тука дадеш што треба. Тоа е тој порив, тоа е тоа наклоност кон една работа што е направив. Јас го сватив тоа, имав тогаш 33 години и се посветив на мојата наука, неврологија. Значи, ако се ве интересира, ништо нема да направите. Ако ве интересира еден проблем на кој сте му се посветиле, ќе ја направите многу. Основниот мотив у мојот живот бил и останал тој што ми го всади мојот професор, кој ми даде еден извореден совет, ама јас го сватив тој совет. И се враќам на вашето прашање. Од што зависи? Тоа е прво упорност, посветеност, ама и морам да ви кажам знаење. Завршувам со една реченица. Ако во животот, тоа е реченица од мојот професор Анри Еј, нели, у Париз, тој велеше: ако во животот работа ви представува задоволство, вие ќе бидете најсреќниот човек на светот, затоа што сите други нагонски пулзи и задоволства поминуваат, останува само работата. Жарко, јас вам ви благодарам, секако и на нашите специјални гости кои што направија ова саботно попладне да биде вистинско уживање за гледачите на телевизија 24 за откриени тајни. Сигурна сум дека побудивме голем интерес и дека со оваа емисија допринесовме да се разбуди желбата кај нашите граѓани да работат на карактеристиките на генијалците и секако и самите тие да станат генијалци. Да, Сања, им се заблагодарам на луѓето кои што учествува во нашата емисија за нивната генијалност и допринос. Секој еден од нив оставил трага и остава трага во нашето постоење, во нашата земја, во нашите животи. И она што можам да го заклучам од тоа што го слушнавме е дека впрочем сите овие работи за кои што денеска зборевме, сигурно дека ги имаат многу повеќе од овие карактеристики, но ако видиме само поривот кој што тие ги имаат во нивниот живот, нели? Храброста да бидат тоа што се и да се соочат со сите предизвици во нивниот живот кои што можеле да ги соочат и потенцијалните неуспеси кои што биле на нивниот пат, но кои што ги надминале и ги надминале своите стравови. Целите на кои што толку им биле посветени за да можат да ги постигнат, како и знаењето кој што при тоа го собрале и го искористиле, е навистина нешто без кое што нивниот успех и нивната кариера ја не би можел да ја видам. Но пак ќе кажам, сигурен сум дека имаат многу повеќе од карактеристики кои што во оваа емисија се уште не ги зборевме, а секако им се обративме на некои од нив во претходните. Тука ја завршуваме денешната откриени тајни и тука го завршуваме денешното дружење со генијалците, кое што сигурна сум дека нема да биде последно, затоа што навистина поседуваме многу генијалци, многу генијални умови и сакаме токму генијалноста да ја разбудиме и да ја поттикнеме во сите вас, затоа што сите ние сме генијалци, сите ние ги имаме овие карактеристики и повторувам дека треба да работиме на овие карактеристики, да не ги заборавиме, да ги пронајдеме длабоко во себе и секако секојдневно да посветуваме внимание на нив. Се надевам дека бевме интересни, дека го задржавме вашето внимание, а доколку сакате да не следите повторно, тоа може да го сторите на социјалните мрежи, на веб страната на телевизија 24 и секако на Facebook страната на доктор Жарко Костич, каде што освен што може да ја погледнете емисијата, можете и да искомуницирате со него за дополнителни прашања. Ви постакувам пријатен ден и останете со програмата на телевизија 24.